Што се случило тој ден? Нови 3000 души спасени. А не беа само 11, тој интересна работа. Не беа само 11 куќата, туку беа 120. И потоа на црквата и се предадоа 3000 души. И потоа што се случи во тие прекрасни први денови на раѓањето на црквата? Се случи тоа што учениците беа сите заедно, беа редовни, беа постојани во апостолското учење, беа редовни во заедничките дружења, во општењето заедничко, беа редовни во кршење на леп на Господова вечера и беа редовни во молитвите. И потоа пишува дека преку рацете на апостолите се случуваат големи чуда и знаци. И интересно после пишува дека сите живееа заеднички, се им беше општо. Некоја небеска економија имаше тогаш. Пишува дека некои си ги продаваа своите стоки, некои си ги продаваа своите имоти, и од тоа што го продаваа, потоа им се разделуваше на секому според потребите. Ова го украде Маркс, така? И вика никој не живееше во потреба. И вика дека му беа умилени на народот. Иако може би биле чудни и се однесувале може би чудно, премногу радосно, премногу весело, сепак вика дека беа умилени на народот. И заедно се собираа, пишува во храмот, се собираа потоа по домовите и со чисто срце, со просто срце зема и крше од лебовите и се дружени се. И вика, а Бог секојдневно им придодаваше од тие што се спасуваа. Колку прекрасна работа. Тоа што го кажувам ова. Ова се првите денови на Христовата црква, на телото Христово. Меѓутоа често пати, ако читаме Библијата, ќе каже Исус кажува вака: како што беше на почетокот, така ќе биде на крајот. И јас верувам дека всушност првата црква осети како некои први плодови од она што ќе биде вистински црквата. Ми разбирате? Тоа траеше многу кратко. Меѓутоа, јас верувам дека она што го искусија првата црква, тоа е нешто наше што ни следува и кој што треба да се спремни. И така да, читајќи ги тука првите денови од црквата, јас извлеков едно 5-6 поенти, клучови кои што мислам дека се многу важни за нас како црква. Во ред? Ме пратите до сега? Да. Првото нешто. Беа сите заедно на исто место. Беа заедно на исто место. Мислам дека има голема сила кога се собира Божјиот народ. И знаете зашто биле собрани во таа куќа? Затоа што Исус им се објавил откако воскреснал на некои учениците, им кажал: бидете сите заедно и очекувајте во ветувањето, а тоа е Светиот Дух ќе се излее врз вас. И така тие бие заедно на исто место, со една мисла, со едно очекување да го доживеат тоа излевање на Светиот Дух. И навистина го доживеа. Значи има голема сила кога Божјиот народ се собира заедно на исто место. Имаме директно ветување на нашиот Господ Исус Христос, кој што вика: каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум јас. И сега можете да верувате дека сега во овој момент Исус е со нас. И постои подобра атмосфера отколку атмосферата на овој свет. Постои оптимизам кога сме заедно. Постои вера, постои надеж, постои љубов. Јас го чувствувам тоа и верувам дека и вие го чувствувате тоа. Затоа и во Божјото слово вика: немојте да ги занемарувате заедничките собирања како некои имаат обичај да го прават тоа. Веќе на Бог му е угодно кога Божјиот народ се собира заедно и на исто место. И знаете, тоа не мора да биде физички. Може да биде во духовна смисла на зборот. Може да биде во символична смисла на зборот. Кога сите доаѓаме од иста позиција, сме заедно и на исто место. Не се разликуваме. Не мислиме дека ние имаме посебни некои квалитети и дека треба да се дистанцираме од другите. Разбирате? Во ред. Значи прва работа да сите заедно на исто место. Втора работа што ми се допаѓа кај црквата е црквата се роди со активност на небото. Не се роди со засилена активност и труд и ентузијазам на некои пионери тука на земјата. Не крчкаше нешто тука на земјата, туку почна да крчка нешто таму на небото. Се слушна шум таму, се слушна голема активност. Најверојатно се слушна силен ветер
како голема наезда на ангели може доаѓаат и го навестуваат доаѓањето на Светиот Дух. Се случи нешто надприродно. Пламени јазици, инаку тој шум на небото сите можеле да го слушнат, сите во Иерусалим. Потоа пламени јазици дојдоа врз учениците и тие почнаа да зборат на јазици. На јазици што не ги разбираат, а на јазици што се разбирали на другите. Се случи нешто надприродно. Секогаш црквата е зачната од, како да кажам, од небото и значи нешто надприродно. Значи, црквата се роди според Божји план, според Божји урнек. Јас верувам дека црквата е се уште Божјиот урнек, преку кој Божјото царство ќе се навестува тука на земјата и ќе се манифестира. Веруваме во тоа? Јас верувам дека за секоја локална црква има план, има небески план, небески нацрт план, како да кажам, небески шаблон. Така и ова локална црква има план кој што е од небото. Што веќе небото го разработило и рекло христијански центар ќе делуваат на тој начин. Ќе имаат благослов на луѓето на тој начин. Ќе имаат влијание, импакт врз луѓето на таков начин. Целата работа е ние луѓето да го препознаеме Божјиот план, да го препознаеме Божјиот нацрт план. Кој што можеби не е често пати некоја хиерархија. Ова е горе, тој под него, тој така и се слушаат меѓу себе. Туку има многу улоги за сите нас. Сите имаме улога во таа црква. Сите имаме голема улога во големата слика на Христос. Значи, втора работа што сакам да кажам е дека црквата се роди со активност на небото. И знаете што се случи поради таа активност на земјата, на небото? Истите тие ученици кои што беа уплашени, веќе ми го одзема Господарот Исус Христос и го расна и го убија. Истите сега тие ученици преку силата на Светиот Дух добија сила, одважност, храброст да излезат на улица и да зборуваат. Се крија, а сега беа јавни. Беа неугледни, беа неуки. И тогашните религиозни водачи, задоени од законот, смета дека се многу повисоки од нив, меѓутоа овие истите неуки луѓе добија многу поголемо откровение преку Светиот Дух, преку Божјата благодат за тоа кој е Исус и која е црквата. Тоа се случува кога Светиот Дух доаѓа врз нас. Црквата се роди со активност на небото. И затоа верувам дека ако сакаме да видиме пробив, нема тоа да успее со човечки планови, со човечки добри намери, ма колку да се мудри. Туку важно е да го препознаеме кој е Божјото сценарио за оваа црква, за локална црква. Која е Божјата волја. И знаете, тоа често не доаѓа само на поединец да знае визијата, туку доаѓа на повеќе луѓе. Трета работа од овој пасус што го кажував, што можете да видите, е дека црквата не е нешто локално, не е нешто национално, не е нешто за една раса, не е нешто за еден јазик. Знаете ли од каде го извлекувам тој заклучок? Затоа што кога учениците излегува надвор, исполнени со Свети Дух и почнува да зборуваат јазици, зборува на разни јазици, имаше луѓе во тоа време дојдено од разни нации кои што беа поклоници на јудеизмот, на еврејска религија, меѓутоа чии што мајчин јазик не беше еврејски и арамејски во тоа време што Исус го зборуваше, ниту пак старогрчки, кој што беше тогаш најупотребуван, ниту па латински што го зборува римјаните. Дали сте слушнале за партијани? За партијански јазик? Не? Да, вака, значи имало доста луѓе во тоа време кои што поверували сега се на небото, така? Што мислите? Дали тие сега на небото жалат затоа што нивниот мајчин јазик повеќе не постои? Дали се слушнале за партијански јазик? Дали се слушнале за елемитски јазик? Значи во тоа време вика имало партијани што слушале на свој јазик како се слави Господ. Имало елемити, имало месопотамци. Се слушнале за месопотамски јазик? За кападоковски, постои таков јазик уште кападокиски? Фригиски? Мислам дека постои скала, музичка скала фригиска, ама јазикот мислам дека е изумрен. Ниту пак царството Фригија не постои повеќе. Или пак ливински, или понски, или кирински.
И што мислите сега, ако имало верници од овие нации, и сега се на небото, дали ти го поминат времето желејќи и што јазик убав имав, сега никој не го зборува. Колку убаво царство имавме, колку убава држа имавме, Киринија, Ливинија, сега никој не ни знае дека постојат. Што мислите, дали луѓето на небото, верниците, жалат до тоа? Не. Апсолутно немаат никаква референца за тоа, бидејќи тие веќе го примеле новиот идентитет, кој што е идентитет од Сион, од небескиот Сион, од небескиот Ерусалим. Бидејќи тие сега имаат откровение дека ние не сме повеќе од првиот Адам, туку сме сега наследници, нова раса на последниот Адам, кој што Исус Христос, кој што стана животворен дух. Ред? И сега го имаме новиот идентитет во Исус Христос. Така да, навистина имало луѓе кои што отишли на небото и имале контакт со тој облак на сведоци, на луѓе кои што поверувале во Господ и сега се со Господ, меѓутоа се уште се активно заинтересирани што се случува тука на земјата. И прва работа што им кажале, не можеме да го разбереме од каде толку многу национализам и патриотизам во црквата. Зарем не знаете дека сме нови создања во Исус Христос? Старото помина, се стана ново. Јас верувам дека црквата е повикана да биде универзална црква. Не нешто национално. Не нешто што се Мене ми е жалко ќе видам црква само со една раса на луѓе. Само кинези, или само црнци, или само белци, или само сиромаси, а да нема богати. Не разбирате? Црквата е место кај што треба сите разни општества, услови да бидат различни. Се служуваме се тоа? Да. Затоа вика во Евреи 12:22-24, кога поверувавме во Исус, знаете што се случи? Ние пристапивме, вика, кон гората Сион. Гората Сион тоа е символ на Божјата управа, Божјото царство, Божјото владење. Затоа што вика во последните времиња Божјата гора ќе се надвиси на сите други гори. Тоа значи дека Божјиот авторитет, Божјото царство ќе се надвиси и ќе владее над се. Вика пристапивме кон небескиот Ерусалим, кон Божјиот град. Вика пристапивме кон милиони, милиарди ангели. Пристапивме кон црквата на првородените. Значи тука не зборам за нешто мало, локално, туку да знаете кон што сме сега дел, во што учествуваме. Веќе пристапивме. Пристапивме до Бог кој судија на сите. Се тоа го пишува во Евреи 12:24. Пишува пристапивме до духовите на праведниците кои беа усовршени. Пристапивме до Исус, медијаторот, посредникот на Новиот Завет. Пристапивме до неговата крв, која зборува многу подобро од крвта на Авел. А што зборува крвта на Авел? Авел беше син на Адам, брат му Каин го уби, и сега што бара Авеловата крв? Одмазда. Реституција, надокнада. Што бара Исусовата крв? Што зборува Исусовата крв? Простување, обновување, благодат, реставрација, враќање на се. Затоа Исусовата крв, Новиот Завет, зборува многу повеќе и подобро. Амин. Така да ти си дел нешто големо. Може би сега малку се изгледаме мали и неугледни, меѓутоа во духот сме големи. Амин. Црквата е се уште Божјиот урнек, преку кој ќе се смени овој свет, преку кој ќе надвладе Божјото царство. Како што е на небото, така е тука на земјата. Четврта работа што ми скокнува кога читам тој пасос за првите денови на црквата, нели зборуваме дека црквата е извор на стабилност, така? Знаете која е причината зашто црквата станува извор на стабилност? Затоа што Светиот Дух е извор на стабилност на нас. И кога црквата е водена од Светиот Дух, тоест кога има тим од луѓе кои што се посветени едни на други и кои што го слушаат Светиот Дух и заеднички донесуваат одлуки со Светиот Дух, тогаш црквата, дури локалната црква, станува извор на стабилност. Меѓутоа за нас често стабилност е нешто пасивно, така нешто неактивно. Во Божјото царство секогаш има активност. И така да, јас ќе ви кажам пример кога во црквата во Антиохија, се читале за во црквата во Антиохија? Бог ми дава уште на почетокот кога бев млад верник дека нашата црква ќе биде антиохиска црква, мисионерска црква кој што ги праќа луѓето.
И во делот 13 глава, кога зборува првпат за црквата на Антиохија, знаете што вика таму? Имаше таму пророци и учители. Само не пишува иерархија, кој беше прв, кој беше втор, кој беше под него, кој беше под него. Сите тие заедно решили да го бараат Господ, се посветиле едни на други. Си разговарам меѓу себе, се молеле заедно, постеле заедно и потоа Светиот Дух им кажува одвојте ги Павле и Варнава за нешто ново, нешто револуционерно. Кој беше тоа нешто ново и револуционерно? Дека ќе им го навестуваат евангелието и на неевреите. На тие што се пагани, на тие што се нечисти. Колку големо откровение кога Божиот народ решава се посвети на други и да бараат Божјото царство. И потаму читаме имало како собор во кој биле и апостолите и бил повикан и Павле, затоа што имало многу контроверзи што прави Павле. Не им кажува дека треба да се circumcise, как се да се обрежат. Да. Не им кажува ништо, никакви закони да вршат, се е благодат човече, што е работата и тогаш пак се посветени на други апостолите, во тој прв црковен собор, апостолите, другите водачи. И знаете која била нивна одлука? На нам и на Светиот Дух ни стана јасно дека не треба никакво друго бреме да им даваме на и дека оно што го прави Павле и Варнава и другите како него е од Господ. И дека Господ сака да ги спаси и на евреите. На друго место пишува дека ние и Светиот Дух се согласивме. Ние и Светиот Дух заедно одлучивме. Кога тоа се случува, големи работи се случуваат, револуционални работи. И тогаш црквата станува извор на стабилност, затоа што не само поединци ја водат визијата, туку цел тим на луѓе. Знаете, интересно во Антиохија заедно соработува пророците и апостолите. Ретко во некоја црква тоа да се случи, затоа што апостолите мислат дека се повисоки од другите, затоа што има директен увид во Божјиот ум, во Божјото срце. Учителите може мислат дека се тие се попрактични, повеќе го знаат словото, ме разбирате, меѓутоа тука не имало соработка меѓу апостолите и пророците и се случи нешто револуционерно. Така да секогаш ми е мило што во нашата црква откровението за благодат, знаете на кој начин дојде? Преку Зоран и преку Александар Дуковски, пророк и учител. Дуковски кој што слушаше други учења, кој што ја проучуваше Библијата и преку Божјото слово толку многу убаво ни ги објаснуваше принципите на Божјата благодат. На крај да кажеш, па да, тоа е, зашто толку многу сме биле по законот. За разлика од Зоран, кој што доби визија од ангели, кој што ја посетија неговата куќа, не знам се слушна ли тоа, ја обоја целата негова куќа во зелено, да му кажа дека доаѓа време на благодат. Колку прекрасно тоа пророкството и учителското доаѓа и ни го дава целосното откровение. Петта поента, што сакам да кажам, е учениците, кога се исполниле со Светиот Дух, дали се однесувале конвенционално, рационално. На луѓето им зададе како да се пијани. Најверојатно биле весели, можеби играле, можеби биле чудни нешто и се чуделе луѓето и свателе мора да се пијани. Ама други им кажале, не се пијани, уште е рано, кога успеале толку да се напијат. Така кога Светиот Дух доаѓа во твојот живот, ти не се однесуваш конвенционално, не се однесуваш рационално. Понекогаш мене ми е жал кога ќе видам некој водач на нашите цркви од евангелска позадина и зборуваат на телевизија и изгледаат нај природно. Изгледаат како да кажам, се трудат да им кажат на луѓето, ние сме како вас, немојте мислите дека се секта, немојте мислите дека сме чудни. Кога има некој страв, дека луѓето ќе кажат дека ние сме забегани. Меѓутоа јас би рекол дека можеби спротивното е поважно, дека ние нема да ги предобиме луѓето, однесувајќи се слично како мудреците од овој свет, под некои морални норми, по некој начин на однесување, со интелект, со интелигенција. Јас верувам дека напротив во овој свет постои глад по надприродното. Постои глад по
да го искусат Господ, да искусат сила, да искусат слобода од обвиненија во својот живот. Да. И најчесто тоа може би нас ќе изгледа дека изгледаме како чудни, како пијани, ама луѓето криват придобиени. Разбирате? Така да, јас мислам дека како црква, сум кажал и порано, нашата црква ние се повикани да бидеме може малку екстремни. Иако јас не сум таков. Ама си зборувам на себе си. Да не ја криеме нашата радост, да не ја криеме нашата вера во Исус. Да не криеме понекогаш да заиграме, да запееме, бидејќи Божиот дух не води во тоа. Разбирате? Има голема сила во тоа. Ефешани 3:10. Кој беше Ефешани 3:10? Да, мислам дека е дали беше кој да се сполуваме со Дух Свети. Значи, петта работа учениците биле како пијани. Значи, не сакаме стабилност кој што е конформизам, не сакаме стабилност кој што е нешто, како кажам, обично, туку бараме пројава на Божјата сила. Во Ефешани 3:10 вика многостранната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата, началствата и властите на небесата. Бог избра некои што се угледни, некои што се немудри, некои што се чудни може во овој свет, па преку нас да ја излее својата мудрост. И вика на небесата. Веќе не сме само тука да му кажеме мудрост на мудреците во овој свет, туку и на небесните началства. Ама тоа е нека друга тема што можеме да разбереме. И последна шеста точка, од цел тој пасос за црквата е дека црквата е двигател на социјална правда. Дали се размислувале за социјална правда? Јас не замислував, ама последно време, затоа што гледам многу неправда, затоа што гледам многу експлоатација. И порано може би не сум го искусил тоа, но сега јас и мај го искусуваме тоа. И тоаш нешто ми фати за очи. Што правеле првите верници? Ги продавале стоките, ги продавале имотите и потоа им се раздавало на секому според потребите. Никој не живеел во немаштија. Знаете, денешната модерна економија е економија врз основа на профит, така? Значи јас ќе ти убедам нешто, јас ќе те натерам и ќе ти продадам нешто и јас ќе имам корист. И може би ти имаш корист, а може би не имаш корист. Разбирате? Значи, денешната економија е врз основа на профит, врз основа на преварување. И обично појаките победуваат. Оние кои што се помудри во овој свет, оние кои што се, како кажам, се рекламираат повеќе, се ценат повеќе. Меѓутоа и постои една нова економија, која што јас ја нарекувам економија на well-being, како би бил преводот на well-being, на добросостојба за сите, разбирате? Затоа што во оваа неправедна економија на овој свет, некој ќе оди многу горе и напредува, а некој ностоп е на статус-кво или пак назад. И тој јас се предлабочувам. Дури во самата црква, што не би требало да биде. Разбирате? Така да, ова што започнало во првата црква не траело многу долго. Било, и некој ќе кажело, било утопија, така? Не е можно. Се занеле нешто луѓето, се скарале најпрво, се скарале затоа што тие што биле од нееврејско потекло, прозелитите, рекле нашите жени и нашите вдовици не се гледаат, другите гледате повеќе од нив. Разбирате? Потоа и настана прогонство, сите побегнаа до Јерусалим, се раштркаа насекаде и така да таа утопија кратко траеше. Меѓутоа јас би рекол дека една од работите што ќе дојде преку Божјата црква е таа социјална правда и економија која што доаѓа по принципите од Божјото царство. Економија која што е израз на Божјата култура. Знаете која е главната Божја култура? Божјата љубов. И не само тие што се попредени да успеваат. Не тие што се само по џамбази да се снаоѓаат. Разбирате?
за секој ќе има свое место. Така тука сум напишал дека Христската црква, еклезија, не е дел од суровиот светски систем, туку Божја креација кој ќе го замени светскиот поредок со царскиот небесен поредок. Така јас верувам. Џон Ленон исто верувал во некоја илузија, но тој верувал во илузија да нема религија, да нема закони, не знам што. И на крај кажува може изгледа лудо, ама јас сепак верувам во тоа, така? Така да јас, може би изгледа ама јас верувам дека нов вид на економија доаѓа. Капитализмот не е решение. Јас би рекол дека Маркс може имал повеќе откровение како треба да биде. Меѓутоа без Бог, го правил тоа потполно без Бог, неверие, во подруг дух. Меѓутоа тој дух на експлоатација, кој што толку силен во Македонија, и тоа се осеќа во духовното, мора да биде слушен. Амен. Ќе завршам со две работи. Значи, зошто ви го спомнував раѓањето на црквата? Затоа што верувам дека постои библиски принцип, кој што вика она што било на почеток, ќе биде и на крај. Она што го искусувале овие ученици, верувам дека ние ќе го искусуваме на крај. И таа Божја економија, и заедништвото, и силата, и авторитетот, и водството од Светиот Дух, разбирате? Има еден друг закон, библиски закон, или принцип, а тој е библискиот принцип на прво спомнување. Се слушам за тоа? Обично, ако сакаш да научиш за некоја тема, некој вака викаат: најди кајде првпат се спомнува таа тема во Библијата и тоа ќе ти биде откровение. Што значи тоа? И така јас си реков, во ред зборуваме за црквата. Каде првпат се спомнува црквата? И најдов во Стариот Завет, во Септуагинтата, а тој е мислам дека е Библија преведена на грчки, така? Таму првпат се спомнува зборот еклезија во 5 Мојсеева глава, 4 стих, 4 глава, 20 стих, значи 5 Мојсеева 4:10. Во 4:10 5 Мојсеева вака вика: оној ден кога стоеше на Хорив пред Господа својот Бог, Господ ми рече: собери ми го народот. Тука се спомнува зборот еклезија. Првпат. Бог му вика на Мојсе, мислам. Собери ми го народот. Сакам да ги чујат моите зборови, за да се научат да се бојат од мене, за целото време додека ќе живеат на земјата, па да ги поучат за нив и своите деца. Ова е за мене многу добра дефиниција што треба да представува црквата, така? Значи народ кој што е соберен, извоен од светот, така? Што значи црквата? Да. И вика, тие што ќе ги слушат моите зборови, значи ќе имаат интимен однос со Господ и може да го слушнат и преку заедничко дружење, преку Библијата, да се научат да се бојат од мене, кои што го препознаваат неговото присуство насекаде, неговата сила, неговата слава, цело време додека ќе живеат на земјата и да ги поучат на нив и своите деца. Значи тоа е првото спомнување на зборот еклезија во Стариот Завет. А дали знаете кој е стихот кој што е првпат се спомнува во зборот еклезија, зборот за црква? Што мислите? Во Матеј 16:18, кога Исус му вика на Петар, му вика: ти си Петар, а неговиот збор значи карпа. Меѓутоа потоа не вика врз Петар, туку прилика вака вика: ти си Петар, значи ти си камче, а врз оваа карпа, значи Исус кажа врз себе, а врз оваа карпа јас ќе изградам својата црква. Тука го спомнува првпат зборот еклезија, и вратите на пеколот нема да ја навладат. На гробот нема да ја навладат. Значи всушност вратите на гробот нема да ја навладат. Што зборува тука црквата? Која би била дефиницијата тука? Прво дека навистина е креација на Исус, така? Исус ја гради, ја се зачна својата црква, црквата е неговото тело, и тој се уште ја гради, и смртта нема да ја, гробот нема да ја, значи црквата е нешто што ќе трае вечно. Многу луѓе кажувале во својот животен век, неверници,
хуманисти дека после 200-300 години нема да постои црква. Уште си затоа што вратите на пеколот, вратите на адот, вратите на гробот, на смртта нема да ја надвладеат. Тоа е нешто што е вечно и нешто што ќе владее вечно. Сме повикани да владееме заедно со Исус. Така јас верувам дека ова ќе придонесе за вас да имате уште поголемо откровение што значи црквата и што да очекуваме. Дека може да очекуваме уште поголеми дела. Дека не сме само нешто локално, туку сме нешто универзално. Дека насекаде низ светот има пробудување. Дори во земји каде што немаат слобода како што ние имаме. Ние имаме слобода, само не плашат. Не плашат со разни работи, за да не се состануваме, за да... Исус ја сака својата црква. Исус ја го сака своето тело. Голема чест Бог ни дал да се нарекуваме Негови чеда. И да сме дел од Неговото тело. Амен.